И онаа постапка со европските знаменци е наменета за овакви закони, кои што се за согласување со европската регулатива, ама гледаме дека не е приоритет тоа на владачкото мнозинство и не ги носи овие закони на брза трака, како што, впрочем, сме навикнати овдека за некои закони кои што врска немаат со европското законодавство, како за 3 дена поминуваат комисии, како експресно се враќаат на пленарна седница. Како и за се што е системско доцними со овој закон, почитуван министер, затоа што оваа регулатива, верувам знаете, која што ја согласуваме, е многу стара и доцниме со нејзино усогласување. Меѓутоа, доцниме и со она што е суштински наменет овој закон, а тоа е фискалната стабилност. Во ек на најголема економска криза, и ќе се послушам со реториката на пратениците од власта, најголемата криза после Втората светска војна, ние носиме закон за финансиска стабилност. Или да го поедноставам, ова постапка, тоа е како да сме во војна, активна војна, а собранието му текнало дека треба да носи закон за војна состојба. Ете така и со овој закон. Ние во енормна криза, ама носиме закон за финансиска стабилност. Меѓутоа, што е тука за да видиме дека, да ги потврдиме тезите на власта дека сме во голема економска криза, е тоа што се факти, како, например, тоа што имавме најлошо справување со економската криза, како продолжен ефект од COVID-19 пандемијата и сега од агресијата на Русија во Украина. Имаме најлоши економски перформанси во периодот 20-22. Најлоши и во историја на Република Македонија, најлоши и во регионот. За подсетување, во 2020 имавме пад на бруто домашниот производ од 6,1%, а ланската 21 година раст од 4%, што е апсолутно недоволно да се покрие падот во пандемиската година, што значи дека кога гледаме кумулативно имаме економска регресија надолу. Земјите од регионот, за нивна среќа, си ги надоместија тој пад во таа пандемиска година и ќе давам примери. Косово имаше пад од 5,3% во 20-та, па раст од 10,5% во 21-та. Босна и Херцеговина со пад од 3,1%, па раст од 7,1%. Србија пад од 0,9%, па економски раст од 7,4%. Словенија со пад од 4,2% во 20-та, па раст од 8,1% во 21-та. Хрватска со пад од 8,1%, поради туризмот пред се, и замислете, во 21-та раст од 10,2%. Значи, сите држави во регионот успеа, освен Република Македонија, да го анулираат падот од пандемиската година. Тоа е благодарение на овие политики на оваа влада. Единствена држава која што не успеа падот од 20-та да го анулира во падот од 21 година. Исто така, прогнозите за економскиот раст, кои што во периодов сега се уште повеќе намалуваат, се лоши, иако имаме предвиден најнизок раст во регионот, да не ги редам Албанија со 3,2, Косово 3,9, Србија 3,2, Босна и Херцеговина 2,9, Хрватска 3,8, ние ќе имаме раст од 2,7, кој што ќе се ревидира. Значи, тројца премиери, тројца министри за финансии, тројца вице-премиери за економски прашања, а ефектите од економските политики поразителни, разочарувачки и за жал цената на тоа нивно работење на овие луѓе ја плаќаат граѓаните и стопанството одговени сами на себе. Буџетската дупка, која што сега ќе се зголеми со ребалансов, 2,2 милиарди евра, што е рекорд, и како тргнала оваа влада за многу кратко, ќе имаме една специфична ситуација да колку не задолжиле сите влади од 90-та до оваа влада, толку вкупно, кумулативно ќе не задолжи само оваа влада. Оваа влада предводена од ДУИ СДСМ, онаа СДСМ, кој ви текнува, кое што на многу подобри економски параметри предвидуваше грчко сценарио,
банкрот на државата, крокодилски солзи роднеше за задолжувањата. Сега, тотално сменета реторика и ќе ни убедуваат и нас и јавноста дека економските политики, економските мерки на владата добри, иако сме најлоши во регионот, иако сме најлоши во историјата, ние сме добри и ете владата се грижала за народот, иако сме незадолжени, презадолжени. Сега, во делот само на еден сегмент од она кој доведе до оваквата ситуација, ги има многу, тоа е и државната фирма која што е задолжена за производство и за дистрибуција на електрична енергија, АД СМ, која што пред да дое СДСМ беше најпрофитабилна фирма во државата. Значи најголем профит обезбедува преку таа фирма. Фирма која што во минатото пред да дојде СДСМ имало дупло поголемо производство на електрична енергија од она што е сега. Сега знаеме каква е цената на електрична енергија, намалено производство, поголем увоз по скапи цени и нормално на крајот граѓаните тие кои што оваа неспособност на кадрите на СДСМ ќе плаќат преку поголеми сметки за електрична енергија. Се зборуваше за задолжувањето за ММФ, преку ММФ од 900 милиони. Сега гледам дека и тоа не ни е доволно, ќе бара уште пари, уште задолжување. И за да ја биде на јавноста јасно, а тоа го знаат почитуваните пратеници од СДСМ, ММФ не дава задолжувања за развојни компоненти. ММФ дава пари само кога е загрозено фискалното функционирање на државата. Основното фискално функционирање на државата, она што и во експозето на премиерот, на министерот за финансии беше наведено како прва и приоритетна точка, тоа е обезбедување на непречено фискално функционирање на органите на државна управа. Со овој аранжман со ММФ кој што го најавува владата, докажува дека и тоа основно базично функционирање на државата е доведено во прашање. И сега има неколку интересни работи во овој закон кои што иако е, ќе кажам, усогласување со европското законодавство, меѓутоа спецификата на Република Македонија ќе ни биде интересно да го следиме како се имплементира овој закон, посебно во делот на членот 20, каде што се дефинира утврдувањето на постоењето на финансиска криза. Најверојатно за многу краток период и формално ќе имаме прогласена официјално, формално четврта криза во државата, тоа ќе биде финансиска, покрај оние кои што претходно ги прогласувавме во оваа собрание и ги продолжуваме во континуитет. Значи, членот 20 вели дека во случаи кога финансискиот систем или други состојби во економијата ја нарушуваат или може да ја доведат до сериозно нарушување финансиската стабилност, гувернерот на Народната банка и министерот за финансии веднаш се известуваат меѓусебно. Вакво задолжување верувам дека веднаш тоа ќе го направат по стапување во сила на овој закон и се опишани постапките кои што доведуваат дека членови на комитетот согласно член 7 став 9 од овој закон ќе утврдат постоење на финансиска криза и донесуваат заклучок за постоење за финансиска криза. И она што е интересно, што јавноста треба да ја знае во овој закон, потоа следат одредени обврски, меѓутоа и права на овој комитет и на Министерството за финансии, а тоа се трошење на буџетски средства. Значи, буџетски средства кои што нема да бидат под контрола на собранието, и тоа е суштината на овој закон каде што треба да се следи имплементирањето, затоа што во членот 21 во став 3 и 4 се дефинирани дека буџетски средства од овој член може да се користат во крајна инстанца во услови кога финансиските решенија што потекнуваат од приватниот сектор се исцрпени, кога ќе се оцени дека јавниот интерес ја оправдува финансиската поддршка. Доколку се оцени постоење на потреба од користење на финансиски средства, министерот за финансии за тоа ја известува владата на Република Македонија. Средствата од буџетот на Република Македонија за справување со финансиска криза се обезбедуваат врз основа на посебен закон за обезбедување на буџетски средства за справување со финансиската криза и така натаму. И сега, пошто имавме еден случај кога пропадна банка, а надлежните институции не ги открие причините зошто пропадна таа банка, во јавноста излегоа информации дека одредени фирми од Струмица
земале кредити без соодветно покритие, истите кредити не ги вратиле и сега согласно со оваквиот закон Благодарам. кредити кои што ги земале тие Диме фирми ќе Велковски бидат реплика. Реплика Диме Велковски. граѓаните. Благодарам.